Техничкиот премиер тврди дека имаат доволно и ги моли да ја носат заштитната опрема. Новинарите упорно го прашуваат министерот Филипче и речиси секогаш неговиот одговор е дека здравствените работници се заштитени. Но огромен број медицински лица секојдневно на социјалните мрежи ги молат хуманите граѓани да им донираат калјачи, маски и капи, со цел да се заштитат себе си и пациентите. Може ли да добиеме опрема за 6 вработени во шалтерска служба, здравствен дом Крива Паланка? Во Кавадарци нема растеглив конец. Кој може да ни прати? За дежурна стоматолошка служба за Велес ни требаат капи и маски. Повеќе од очигледно е дека докторите имаат потреба од заштитна опрема, а зошто надлежните тврдат дека имаат доволно, останува нејасно. Во однос на заштитната опрема, сите јавноздравствени установи добија упатство како треба да се и во кои услови и каде на кои места во однос на прием, во однос на третман да се користи таа заштитна опрема. Ние имаме една сериозна количина на залиха во рамките на Министерството за здравство, секако дека со постапки и со голем број на донации кои што до сега стигна, што како и што најавивме ќе го објавиме, таа резерва се надополнува. Според кажувањата на медицинскиот персонал, заштитни маски и скафандери добиваат само оние кои се во директен контакт со заболените, но не и останатите лекари во болниците и амбулантите. На социјалната мрежа Facebook, група граѓани започна иницијатива за домашно производство на заштитна опрема, која организирано секојдневно ја носат до болниците. Се обидовме да воспоставиме контакт со одговорно лице за набавка од ЈЗУ Општа болница Струмица, која бараше донација за персоналот во болницата, но откако се представивме, линијата се прекина. Од средината на март на околу 80 здравствени работници им беше препишан домашен карантин.